Значи, верујте дека ми направиме се. Ние контактираме овие 2 недели со сите релевантни институции надвор од државата. Значи, да најдеме начин за да оди Блажевски. Меѓутоа, не доди со позивница. Затоа што зборот позивница за Марко Блажевски не важи, затоа што рекоме, со позивница не може 2 пати да оди. Значи, они треба да ни дадат и да ни кажат Марко Блажевски дека има обезбедено норма. Меѓутоа, за да го кажат тоа дека има обезбедено норма, треба да кажат дека има обезбедено норма. Значи, ние додаме во една ситуација дека тоа некој треба да го каже, да го докаже, затоа што можеме да дојдеме ситуација или оние да дојдат ситуација ако кажат дека Марко Блажевски има норма, има уште многу луѓе кои имаат и спомнат за таа бе норма, не можат да учествуваат на Олимпијадата. Значи, Марко Блажевски веќе 2 олимписки циклуса е финансиран да живее во Америка, да студира во Америка, затоа што Македонскиот олимписки комитет преку своите врски, преку своите контакти, преку своите договори што ги има направено со некои организации, му обезбедија на Марко Блажевски да студира во Америка во коледж кој што има специјална програма за пливање. Значи, нашата цел беше да Марко Блажевски направи норма. Значи, ако го финансираме 2 олимписки циклуса, ако го ставиме да биде во таа програма со најдобри тренери светски, значи, нашата желба е да он учествува, не да не учествува. Значи, нас некој не успорува дека ние сакаме да го отстраниме Марко Блажевски од Олимпијадата. И тоа не е точно. Богоевски, кој ќе го носи знамето на отварањето на Олимписките игри во Рио од македонската делегација, дали е тоа решено? Па, ја мислам дека не е решено, меѓутоа се надзира кој ќе го носи, затоа што, ја морам да кажам, затоа што Анастасија Богдановски стварно во овој момент има најдобри резултати од сите 5. Значи, најверојатно дека Анастасија Богдановски ќе биде таа кој ќе го носи знамето во Рио. А да кажеме и тоа дека Марко Блажевски го носеше нашето знаме на отварањето во Лондон.